ден, Маја, и добре дојде. Многу се радувам што си денеска дел од ова и што ќе го имаме овој разговор, бидејќи сметам дека ќе биде многу инспиративен за нашите слушатели. Идејата за овој подкаст е да ја нагласиме важноста на жените во сектори кои што се сметаат за традиционално машки, односно се доминирани од мажите. Па ти како доцент на машинскиот факултет си еден прекрасен пример дека жена може да успее и да просперира во ваква индустрија и целото ова перфектно се вклопува во нашата идеја. Па затоа без да должам премногу би сакала да те прашам како започна цела оваа приказна, зошто ти се одлучи за машинството, што те инспирираше да се запишеш на машинскиот факултет и со какви предизвици можеби се соочуваше за време на студиите или потоа. Така. Здраво, Мија, ти благодарам на поканата, наистина пријатно се чувствувам денес во твое друштво. Сме имале прилика да соработуваме претходно, јас секогаш со задоволство зборувам на овие теми поврзани со жените во машките професии, која што е многу актуелна тема денес. Јас уште од многу мали нозе, поради љубовта кон природните науки, знаев дека еден ден ќе се занимавам со нешто вакво слично, можеби не знаев точно дека тоа ќе биде машинскиот факултет, но таа љубопитност која што сум имала секогаш како дете, да прашувам зошто постојано, веројатно ја проникнала и мојата желба да се занимавам со инженерството еден ден, нели како професија која што важи за однаква дека решава некакви проблеми и предизвици. Секогаш ме интересирале природните науки. Мајка ми како мој животен ментор исто така дипломиран машински инженер и просветен работник, така да некако од секогаш сум била наклонета кон тоа, но ето одлуката пред да се запишам на факултет падна да одам на машинскиот факултет и знаеш како и секој студент ново запишам, на почеток ти е тешко и ново и со сите тие проблеми се соочуваш како и сите, но и ден денес верувам дека, барем јас за себе ќе кажам, нема да генерализирам, дека кога нешто ќе почнеш да го правиш, треба едноставно да се пронајдеш во тоа и да се заљубиш во она што ќе го правиш и понатаму веќе е лесно. Така да нема да кажам дека беше на почетокот се толку идилично и дека јас така едноставно бев со вроден талент да бидам машински инженер, но се едноставно го прифатив предизвикот и ми се допадна тоа што го правев и така некако и останав до ден денес на машински. Супер, беше прекрасно што си имала ментор и идол на некој начин во мајка ти кај тебе дома, но јас знам дека ти си доцент на Институтот по механика. Па сега би сакала повеќе да ни објасниш што се работи на овој институт, што е механиката уствари. Така. Механиката е азбуката на машинското инженерство, неизбежен дел. Се разбира, нашиот институт меѓу останатите има и своја насока која што ја негува, а тоа е насоката мехатроника. Сега во последните 20 години ние одбележавме юбилеј 20 години мехатроника оваа година. Мехатрониката, впрочем, се занимава со комбинација на механика, она што ни е наснели тврдокорното машинство останато, но ја комбинира и со електрониката, со паметните системи и денес софтверското инженерство или компјутерското инженерство пошироко познато. Така да тоа е една синергија на овие три науки и генерално се занимаваме ние со изработка на мехатронички системи. Нашите студенти нели се посветени кон дизајн, анализа и проектирање на мехатронички системи, кои што денеска се широко применливи, па нели прогресираат сега во паметните уреди, паметните градови, така натаму. Да, одлично, стварно, мислам прекрасно што и нашите слушатели ќе можат да го слушнат ова, посебно помладите девојки кои што размислуваат сега да се запишат на машинскиот факултет. Кога сме веќе на таа тема, би сакала малку и да се префрлиме на жените. Би сакала да прашам какво беше твоето искуство како жена во оваа индустрија? Дали мислиш ти дека има доволно жени во индустријата низ твоето професионално искуство? Така. Види, нема да кажам дека јас лично сум се почувствувала некако на некој начин, да речам, помалку вреднувана како жена и да јас сум имала таа среќа да во мене, да речеме, луѓето кои што работеле на факултетот, без разлика дали мажи или жени, препознаат нешто и не било важно тоа што сум јас жена. И генерално не мислам дека тоа е никаков денес проблем, можеби повеќе самите жени тоа го чувствуваат нели како стереотипи, некоја останата стигма, па сами себе се
супресираат да си речат, јас сум жена, дали јас стварно ќе можам ова да го направам. До ден денес не сум имала некои ситуации, да речам, кои што се индикатор да жените се помалку вреднувани во инженерството или во оваа професија. И ме радува тоа што ева годинава од 162 студенти на машински факултет, околу 58 се девојки, според статистиката, што е значителна бројка и баш ја гледав статистиката години уназад, воопшто нема никоја драстична разлика помеѓу бројката на машки и на девојки запишани на факултетот. Има разлика, нормално. Меѓутоа, исто така и да нема да зборувам само за квантитетот како бројки, туку зборувам сега и за квалитетот. Јас гледам дека доста од девојките кои што се присутни да ги слушаат моите предмети и така натаму, кои што сум асистент и сега професор, покажуваат и солидни резултати. Така да тоа мене навистина ме фасцинира и сум многу среќна што е тоа така и јас гледам да ги мотивирам и тие да бидат свесни, да станат свесни дека можат многу да направат и понатаму дека можат да се најдат во оваа професија и надвор од факултетските клуби. Да, мене тоа ќе ми беше и следното прашање, дали мислиш дека постојат некои стереотипи околу самата оваа индустрија или професија што самите жени ги одвраќаат да се вклучат едноставно да бидат дел од индустријата. Исто така би ме интересира дали има, кога веќе ова го кажуваме дека има жени, дали има некои специфични области кон кои што гравитираат, да речам, дел од машинството, и зошто и доколку е тоа така, зошто мислиш дека е така? Разбирам. Пак ќе кажам, еве генерално сега можеби некои бројки со кои што јас се среќавам секојдневно при истражувањето и научно-истражувачката работа поврзана на оваа тема, зашто мене лично ме интересира, па сакам да сум цело време информирана или кој е статусот на жените општествено, зборувајќи конкретно во инженерството и науката, во научно-истражувачката работа, веќе преку 40% во Европа, да речеме, се жени кои што се вработени во инженерството или се занимаваат со научна работа поврзана со инженерството. Пак ќе кажам, од мое лично искуство, јас никогаш не сум се почувствувала напротив, дури сум била и да речам почестена што сум жена и сум била секогаш добродојдена барем од страна на моите професорите на институтот. Не можам да кажам дека сум се на некој начин почувствувала помалку вредно. Пак ќе повторам, мислам дека самите ние жените си ја правиме таа стигма и знаеш, машинската, особено машинството, инженерството е широка професија, тука спаѓа и електроинженер, нели, сега поново програмирите се исто така инженери, технолошки инженери и така натаму. Мислам дека важи за една нели понечиста, да речам, професија каде што треба да се влезе во не толку добри работни услови, нели некогаш на терен се оди се влегува, јас сум имала прилика да моите магистарски да влегувам во хидрогенератор да правам некакви мерења, тоа баш не е пријатно за жена. И мислам дека девојките можеби она што ги одвраќа, тоа што ме праша ти, можеби замислуваат такви некои работни услови. Што да, веројатно се случува и често зависно од работната позиција, но не мора да значи. И тоа на некој начин е предизвик. Значи, ние сега нели излегуваме како професори на факултети дотерани, жена и да се чувствуваш и нормално е тоа. Меѓутоа има и друга страна на професијата, тоа е оваа, но да речам тоа воопшто не е никаков проблем и не треба да се плашиме од тоа, нели? Нормално, можеби тоа е нешто што ги одвраќа жените и можеби, знаеш, пак таа стигма дека е машка професија, дека ќе се соочат со многу мажи кои што се похрабри, нели храброста како епитет, како особина се доделува на мажите, дека се поспособни, поспремни, што воопшто не мора да значи нели дека е така, на различна работна позиција, различни се работните услови, меѓутоа еве генерално да речам, мислам дека се менува веќе и тоа мислење. И јас ги охрабрувам секојдневно со мој личен пример, моите студентки, да знаат дека и тој не е толку страшно, нели, дека секој од нас може, било да е жена или момче. Да, значи, зборуваме дека уствари станува збор за некоја општествена стигма што владее во општеството, не е конкретно во рамките на струката. И сега тука би ми било прашањето, како ја гледаме иднината на жените во оваа индустрија кога ќе земеме предвид оваа општествена стигма? Односно,
што се прави, еве од твое лично искуство или што се прави на машинскиот факултет за да се разбие оваа стигма и да се привлечат што е можно поголем број на девојки, бидејќи реалноста е дури иако има таков валкан дел од работата, да речеме како што го нарекуваме, во моје лично искуство и претпоставувам и во твоето е некош најинтересниот. Точно. Да, што се прави за да им се долови тој момент на девојките? Така. Знаеш како, ова што ме праша и Днината, еве, тоа нема да го врзам толку со машка женска професија, и Днината јас се гледам во работа на мултидисциплинарни тимови, генерално во било која професија, еве нема да кажувам само за инженерството, работа во мултидисциплинарни тимови затоа што брзиот развој, брзорастечката индустрија, развојот на технологијата бара да ти имаш вештини, способности, компетенции од сите области, веќе денес веќе границите помеѓу инженерството, помеѓу механиката и електрониката и софтверското инженерство, програмирањето и така натаму веќе избледува. Значи, тимовите кои што работат и компаниите треба да функционираат еден мултидисциплинарен пристап, а тоа подразбира да секој ги носи своите најдобри способности од себе и да допринесе во заедничката работа, па така од таму мислам дека и жените како жени со сите своји особини кои што ние си ги имаме неминовно, мислам дека можат многу со нивната креативност, со нивната слободна мисла, со нивната леснотија во комуникација да допринесат во една здрава работна средина која што понатаму ќе биде многу иновативна, ќе води со многу нови, да речам, иновации, напредоци, добра работа и така натаму. Натаму ја гледам и Днината на жените, во смисла да придонесат, еве, нека тие работи кои што до сега важеле за машки нека останат машки, нели некои, да речам, поспецифични работи на терен во некои не вообичаени секојдневни услови, но тоа е само еден дел од работата. Останатото каде што жените можат да придонесат сета таа друга работа со сите своји предности кои што ги носат, нели начини на размислување и така натаму, и денеска гледам многу амбициозни, талентирани, паметни, остроумни девојки кои што сериозно навлегуваат и размислуваат за професијата. Мислам дека таму ќе биде додавањето вредност на она што сега значи инженерска професија и што ќе значи за 5 до 10 години. Таму ние можеме да допринесеме. Јасно. Добро, Маја, би сакала сега и да се вратам малку натаму, чисто да те прашам, ме интересираше. Има ли некој момент од твојата кариера, некој проект или некое достигнување на кое што се чувствуваш онако особено горда, па би сакала да го споделиш за другите да знаат? Знаеш како академската професија и бидувањето на факултет и таа некоја работа во академија, вообичаено е врзана со некои клучни точки, оние milestones што ги викаме сега. Па така, мене ми се случиле повеќе, се разбира, мојот почеток беше една главен пресврт кој што би го издвоила, тоа е кога станав стипендист на фундацијата на професорот Коча Енгјушев, кој што ми обезбеди да можам јас моите магистарски студии да ги завршам на машинскиот факултет, а потоа и да се вработам како асистент на факултетот и како негов асистент. И еве, од неодамна, тоа значи како беа почетоците, ова сега најскоро се случило е моето номинирање во надзорниот одбор на Електроенергија Северна Македонија, което се случи пред неколку месеци. Тоа е, да речам, еве, можеби натвор од факултетските активности, но ми даде еден ветав грб, особено како жена, помеѓу мажи или таму во одборот, да се почувствувам дека навистина она што сум го работела во минатото, пак ќе се навратам на магистерските, јас ги правев на еден од хидрогенераторите во Козјак, исто така подружница во ИСМ, каде што јас веќе бев запознаена со работата и така натаму, па ета во тој дел некако се развивав и во понатамошните години, и еве сега ова ми е некоја, да речам, почестено место имам таму и навистина ме прави многу горда како жена и ми е задоволство. Одлично, Маја, мислам, стварно онака треба да се гордееш на целото ова. Знаев дека ќе биде инспиративно и за мене и за сите што слушаат.
па сега мислам дека би можело да привршиме, па така за крај би сакала да прашам дали имаш некоја, да речеме, кратка порака за девојки или жени кои што размислуваат да влезат во оваа индустрија, размислуваат да се запишат на машинскиот факултет, да речеме. Так. Види, јас од секогаш сум била, да речам, нестандарден профил на девојка и сум била малку похрабра, со малку повеќе машка енергија, може ради тоа и добре сум се вклопила, но сум била различна, можеби, тоа го препознавале повеќето и колеги кои што биле на факултет и така натаму, но никогаш не сум се двоумела околу тоа да останам оригинална и да го барам и да го да терам себе си, да го постигнам тоа што сум си го замислила. Не верувам во никакви стереотипи, не мислам дека треба да ги имам и не мислам дека жените треба да ги имаат за себе, да не се сомневаат во себе, бидејќи се она што сакаме можеме да го постигнеме, тоа е несумнено, само треба да посакаме и да замислиме. И сега да не случам клише, знаеш, она се што сакаме ќе го постигнеме, како многуте денеска нели подкасти, мотивацијски говори кои што ги слушаме, ама на вистина мислам дека само треба едноставно девојките да држат до себе и да знаат колку се вредни. Нормално тоа е со голема работа, но потребна и вложување енергија, но никогаш не треба да се сомневаме во себе, да тоа мене би помогнало. Да, не е клише, мислам дека вербата во самиот себе си е понекогаш и 50% од работата, да. Добро, Маја, тогаш ти благодарам за учеството денеска од името на Фондација Мир што прифати оваа покана, како што очекував стварно оригинален и инспиративен разговор, како што си ти како личност. Ти благодарам. Чест ми беше и за многу други наредни прилики. Ти благодарам.